Продолжува голготата на пациентите со диабетес. 8 месец поред диабетичарите мачат да дојдат до игли ленти и антидиабетна терапија. Во страв и неизвестност живеат стотици граѓани кои се борат со оваа болест. И покрај ветувањата на здравствените власти дека ќе ги решат проблемите пациентите и натаму велат дека се приморани сами да се снаоѓаат. Меѓу себе си помагаме, си споделуваме по 2, по 3, по 5 игли. Пошто на сите ни се потребни, некој веќе ги штедиме. Например, јас не менувам игла на секој аплицирање, нити менувам еднаш дневно, туку менувам еднаш неделно една игла. Тоа се тука се може 2-30 боцкања, тоа е една игла, таа игла истапува, боли. Како што велат пациентите, на секои 2 години кога се распишуваат тендерите за набавка се случува да има недостиг од лекови и помагала, но никогаш досега не се случило цели 8 месеци да нема со што да го контролираат шекерот во крвта. Како ние да го регулираме шекерот, ако не знаеме која ни е вредноста, а ќе знаеме само ако го измериме. Исто така, ако нема игли за аплицирање на инсулин, тогаш не можеме ни да го аплицираме. И се доведуваме во една состојба, со можна состојба со коморбидитети, со последици и што е опасно и за нашиот живот. Многу од нас веќе имаме нерегулиран диабет и постојано одиме по лекарски прегледи на секој од нас, дали на офталмологија, дали кардиологија, значи на сите од нас веќе ни се појавуваат тие коморбидитети. Од Министерството за здравство пак тврдат дека во аптеките веќе се доставени потребните количини на инсулински игли, а наскоро велат ќе бидат дистрибуирани и лентите и глукомерите. Во сите инсулински аптеки има доволно количини од сите типови инсулин, а дистрибуирани се и потребните количини инсулински игли. Исто така е склучени договорот за набавка на ленти и глукометри за пациенти со тип 1 и тип 2 со диабет, пошто следи законскиот рок за испорака во инсулинските аптеки во однос на сензорите на континуирано мерење шеќер во крвта. Завршена е постапката и во тек на наредната недела ќе бидат склучени договорите, пошто ќе следи нивната испорака. Од пациентските здруженија порачаа дека размислуваат и за тужба против државата со која ќе бараат одговорност и обештетување на пациентите поради тоа што 8 месеци се оставени без терапија и помагала. Според статистиките, над 135.000 лица во државава имаат потврден диабетес, од кои 46.000 се на инсулин.